Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен јога практикант и сертифициран јога учител. Оваа сесија ќе посветиме на култивација на сила и мобилност во коковите. Многу често во јога асана практиката инсистираме на култивација на флексибилност. Тоа самото по себе не е лошо, меѓутоа доколку се претера и не се поддржи со култивација на сила, може да биде извор на проблеми. Затоа е многу важно овие два квалитети, сила, односно стабилност, и мобилност, односно флексибилност, да се култивираат паралелно. Започнуваме во удобна седичка положба. За момент или два ќе го наблюдуваме дишењето и ќе се подготвиме за практиката која што следува. Дишеме длабоко, чувствуваме како воздухот го исполнува градниот кош. Издишуваме целосно и се опуштаме. Така неколку пати самостојно наблюдуваме каква е состојбата на нашето тело, каква е состојбата на нашиот ум. Уште еднаш вдишуваме длабоко, издишуваме целосно, полека ги отвораме очите. Ќе заземеме првата положба за оваа практика, тоа е Бада Конасана. Со оглед на тоа дека е првото нешто што ќе го направиме, не се оптеретувајте со тоа стапалата да ги поставите блиску до пелвисот, доколку тоа ви предизвикува непријатности. Но доколку можете, приближите ги стапалата. Тие се споени, ги држиме со дланките од страните, колената паѓаат на страна и почнуваме динамично да ги креваме и спуштаме колената. Така, неколку пати. Внимаваме да не го изгубиме дишењето, работете во рамките на вашите можности. Грбот е исправен. Уште неколку пати. Така. Сега, држејќи ги стапалата со дланките, стапалата малку се отвораат, колената паѓаат што е можно поблиску до подот, грбот е издолжен и со така издолжен грб од коковите се спуштаме надолу. Колку што ни е удобно во овој момент. Вдишуваме, се креваме нагоре. Сега стапалата ќе ги поставиме нешто пошироко од коковите, се поддржуваме со дланките позади нас. Градите се отворени, грбот. Трудите се постојано да биде во една горе-долу неутрална положба. Сега наизменично ќе ги спуштаме колената на едната па на другата страна. Вдишуваме во центар, издишуваме колената на десно. Вдишуваме во центар, издишуваме на лево. Не се оптеретувајте сега за сега колку блиску до подот можете да ги спуштите колената. Координирајте го дишењето и движењето и забележете како делува оваа неизменична надворешна и внатрешна ротација во коковите. Уште неколку пати десно, лево, центар и се исправаме. Сега, без да ги користиме рацете како поддршка, ако
не можете да изведете, ќе си помогнете, но трудите се без раце да изведете следната вежба. Ги спуштаме колената на десно и торзото сега оди на десно, се креваме нагоре. Се спуштаме во центар, колената на лево, се креваме нагоре. Така, ќе го повториме тоа неколку пати. Чувствувате како се активираат глутеалните мускули кога ќе се кренете. Уште еднашка на десно, во центар, на лево и сега од оваа положба внимателно ја носиме десната нога нанапред. Сега ќе се вратам на простирката. Од тука вдишувам, го отворам градниот кош, ги спуштам колковите, издишувам и ја исправам десната нога, десното стапало е активно, грбот е исправен. Вдишуваме, нанапред се отвораме, издишуваме, наназад се растегнуваме. Уште еднашка, вдишуваме, издишуваме, се враќаме во почетната положба. Сега ќе се свртам за да биде подобро за гледање. Вие ќе останете како што сте. Значи, од оваа положба, десната нога е напред, левата нога ја носам наназад, се исправам и ја заземам положбата Паригасана, се навалувам на десно, чувствувам растегнување од левата страна на торзото. Вдишуваме во центар, се спуштаме во варијација на Вашистасана. Ја креваме десната нога, стапалото оди напред, центар, назад, центар, долу, ја креваме левата нога. Повторуваме. Горе, напред, назад, центар, долу, креваме лева нога. Горе, напред, назад, центар, долу, креваме лева нога, доколку можете, испружете ја левата нога нанапред. Ја спуштаме, вдишуваме во центар, издишуваме во Паригасана. Вдишуваме во центар, се враќаме во првобитната положба и внимателно ја наоѓаме седечката положба од почетокот. Повторно, стапалата ги поставуваме пошироко од колковите. Ќе ја повториме вежбата со спуштање на колената наизменично на десно, на лево. Чисто малку да се одмориме од претходните асани. Така, прво ја земавме левата страна. Сега ќе одиме на десно со следната вежба. Така, се исправаме и без употреба на рацете ќе се трудиме да се кренеме. Ги спуштаме колената, торзото оди нанапред, се креваме. Се спуштаме, се креваме.
Така, неколку пати ќе повториме. Забележете како овие повторувања се одразуваат на вашето тело. Кон десно се криваме. Внимателно, левата нога оди нанапред, десната оди наназад. Ќе се вратам на простирката. Така. Стапалото помеѓу двете дланки. Вдишуваме се, отвораме, ги спуштаме. Куковите надолу. Издишуваме. Задникот наназад и исправаме левата нога, левото стапало е активно. Вдишуваме напред. Издишуваме назад. Уште еднаш. Вдишуваме напред. Издишуваме назад. Се враќаме во првобитната положба. Сега повторно ќе сменам ориентација за да можете да ме видите. Така. Од тука десната нога, десното стапало оди наназад. Се криваме во парегасана, вдишуваме во центар, издишуваме се, навалуваме на лево. Вдишуваме во центар. Ја спуштаме десната дланка на подот. Ја криваме левата нога. Стапалото оди напред, назад, центар, долу. Криваме десно колено. Горе, напред, назад, центар, долу. Криваме колено. Уште еднаш. Горе, напред, назад, центар, долу. Криваме колено и спружаме нога. Го спуштаме коленото, вдишуваме во центар, парегасана кон лево. Во центар се враќаме во првобитната положба. Можеме уште еднашка, вдишуваме напред, издишуваме назад, вдишуваме во центар и внимателно се враќаме во седечка положба. За момент почувствувајте како сето ова до сега делуваше на вас. Повторно. Стапалата пошироко од коковите. Вдишуваме, издишуваме колената на десно, се креваме. Седнуваме, вдишуваме, издишуваме, се креваме. Так, неколку пати. Повторно ќе земеме левата страна, значи следниот пат кој ќе бидеме на лево. Се криваме. Внимателно. Десната нога нанапред, левата наназад. Ќе се подместам повторно на простирката. Вдишуваме, издишуваме, вдишуваме, се отвораме, издишуваме, се разтегнуваме, уште еднаш се отвораме, вдишуваме, издишуваме, се разтегнуваме, се враќаме во централна положба, дланките на под, десната нога наназад. Од тука десната нога оди на страна, во центар, диагонално на лево.
десно, преку центар, дијагонално. Уште еднашка. Така. Сега, кога ќе одиме на десно, стапалото ќе го поставиме од надворешната страна на десната дланка, значи двете дланки се наоѓаат од внатрешната страна на стапалото. Го криваме левото колено, ја исправаме и левата нога. Од тука се оттурнуваме и ја испружаме ногата лева на страна. Го виткаме коленото и во оваа положба ги придвижуваме колената десно, лево. Од тука ќе заземеме положбата Гомукасана. Десното колено врз левото. Грбот е исправен. Дишеме длабоко. Внимателно ги ослободуваме нозете неколку пати. Лево-десно со колената. Да се ослободиме од напнатост, доколку таа се насобрала ненамерно. Океј. Повторно. Исправени, без подршка со рацете. Одиме, колената на десно, се криваме. На лево се криваме. Уште еднашка, сега кога ќе бидеме на десно, се криваме внимателно. Левото стапало го поставуваме напред, десната нога оди наназад, се подместувам на простирката. Вдишуваме, коковите одат надолу, градите се отвораат, издишуваме, се изложуваме, се растегнуваме. Вдишуваме нанапред, издишуваме наназад. Вдишуваме нанапред, издишуваме наназад. Вдишуваме во центар, двете дланки на подот, левата нога оди наназад. Од центар ја носиме ногата на лево, на десно дијагонално, преку центар, повторуваме. Следниот пат, кога ќе бидеме на лево, ја носиме ногата нанапред, двете дланки се наоѓаат од внатрешната страна на стапалото. Го криваме и десното колено, ја испружаме десната нога, остануваме тука за момент или два. Потоа благо се потурнуваме, десната нога оди на страна, седнуваме, го виткаме десното колено, левиот глушт е горе-долу над десното колено и полека, внимателно ги раздвижуваме, повторно коковите, ги растегнуваме оние мускули кои што досега работеа. Од тука ќе заземеме повторно Гомукасана на другата страна. Забележете како е чувството во оваа положба, каде чувствувате растегнување. Грбот е исправен.
Полека внимателно. Ослободите ги. Нозете. Повторно брисачи со колената. Десно, лево, десно, лево. Се враќаме во исправена положба, без поддршка со дланките. И веќе знаете што следува. Колената одат надесно, се подкреваме. Сега нема да повторуваме. Ќе си помогнеме со дланките и ќе испружиме десната нога, односно левата нога, наназад. И заземаме една од варијантите на ека пада раџа капотасана. Меѓутоа, наместо пасивно да се растегнуваме, ние ќе работиме на сила. За таа цел, куковите ќе ги подкренеме малце. Десното колено ќе биде малку диагонално, стапалото зашилено. И така, имате чувство како десната нога да сака да оди наназад, левата да оди нанапред. И имајќи го тоа чувство, ќе се кренеме нагоре. Можете да се кренете, да ги кренете и рацете. Се спуштаме за момент, се креваме. Се спуштаме, се креваме. Можете да го пробате ова и со целосно испружена лева нога, односно коленото да не допира на подот. Тоа е нешто по-тешко. Е така, неколку пати нагоре-надоле, со или без рацете кренати. Се спуштаме внимателно и ќе повториме на другата страна. Се креваме. Со помош на дланките си даваме стабилност, додека десната нога оди наназад. Како што реков, левата подколеница е малку под агол. Куковите не ги спуштаме на подот, како во класичната верзија, бидејќи сакаме да култивираме сила, а не просто да се растегнуваме. Така, левата нога имаме чувство како да оди наназад, а десната нанапред. И тоа чувство ќе ви помогне да ги кренете коковите и да ги спуштите. Се креваме, се спуштаме. Се креваме, се спуштаме. Можете да го кренете и десното колено. Така. Се креваме, се спуштаме. Се креваме, се спуштаме уште еднаш. Се креваме, се спуштаме. Внимателно издегуваме од положбата. Како се чувствувате? Колената десно, лево, да се ослободиме од напнатост. Така, уште еднаш се криваме нагоре и како последна вежба за култивација на сила ќе искористиме маласана, но нема да бидеме пасивни во оваа положба. Всушност, ќе заземеме положба која што се наоѓа некаде помеѓу маласана и уткатасана. Сега, уткатасана, секако не ги држиме нозете толку широко, меѓутоа, нозете, задникот се е тука активно. Значи, ќе заземеме нешто
поширока положба во нозете, во коковите и ќе го кренеме задникот. Ќе се спуштиме. Кренеме задник. Чувствувате како тоа работи? Се спуштаме. Уште еднашка. Креваме. Спуштаме. И конечно се спуштаме внимателно на земјата, на подот. Ја заземаме положбата, бадаконасана, положбата од која што започнавме и забележуваме што се случило со колковите во текот на оваа практика. Можеби сега ќе можете малку поблиску да ги доближите стапалата до пелвисот. Можеби колената ќе одат малку подолу. Грбот е исправен. Се спуштаме надолу. Вдишуваме. Се легнуваме на подот, на простирката и одмораме во шавасана. Доколку имате потреба од нека дополнителна положба пред да заземете шавасана, сторете го тоа. Еве јас, например, можеби сакам да ја заземам положбата Ананда Баласана, Happy Baby. Така, после целата таа работа во коковите заслужуваат малце и да се опуштат. Ги спојуваме стапалата, колената остануваат отворени и ја приближуваме главата кон стапалата. Вдишуваме. Сега на вистина можеме да се одмориме во шавасана. Забележете што се случило со вашето тело, конкретно со колковите, како се чувствувате. Наблюдувајте го дишењето. Опуштете се. Направивте нешто убаво за самите себе. Ако имате потреба да останете подолго во шавасана, сторете го тоа во интерес на времето. Јас ќе излезем во шавасана. Полека ги виткам колената, ги приближувам стапалата кон колковите, се вртам на една страна, останувам за момент во фетус. Очите ги држам затворени, се исправам, вдишувајќи, наоѓам удобна, стабилна положба. Вдишувам длабоко, издишувам целосно. Дланките ги допираме пред срцето. Триеме енергично, создаваме топлина во нив. Така затоплени. Ги покриваме очите, ја чувствуваме таа топлина. Ги отвораме очите под затворените дланки. Ги спуштаме преку лицето. Тие повторно се спојуваат пред градите. Си кажуваме благодарам. Јас ви благодарам вам што бевте со мене. За сите прашања ви стојам на располагање. Намасте.